Почитувани гости, градоначалници, представници на здруженија, институции и ротари клубови. Добродојдовте на првиот заеднички форум во организација на 3 ротари клубови во Скопје, и тоа клубовите Кирил и Методи, Водно и Аеродром. Јас сум Сузана Бошковска-Златаровска, член на Ротари клуб Аеродром, и денеска ќе се обратам од името на сите членови од овие 3 клуба и секако од името на председателите на клубовите Ана Брашнарска, Павле Миролајски и Тане Димовски. Ви благодариме што денес дојдовте заеднички да се обидеме да најдеме одговори на некои прашања кои можеби сите си ги поставуваме, а чисто не знаеме ниту каде да го бараме одговорот. Можеби веќе сите сте слушнале и знаете за меѓународната организација Ротари, која што постои и активно делува веќе 121 година. Огромното Ротари семејство ширум светот брои околу 1,5 милион членови во над 190 земји. Македонија како членка на дистриктот 1912 е дел од Ротари заедницата и активно придонесува и помага во локалните средини каде што клубовите функционираат. Ротаријанците во Македонија, следејќи ги ротаријанските начала и принципи, реализираат голем број на активности и проекти со што се надеваат дека ќе успеат да помогнат токму онаму каде што е навистина потребно. Главното мото на Ротари е Service above self и токму затоа се смета за една од најголемите и најуспешни сервисни организации. Главни цели и полиња за делување на Ротари се решавање на конфликти, промовирање и ширење на мирот во светот, превенција и третман на болести, вода, санитација и хигиена, здравје на мајки и деца, основно образование и писменост, економски развој на заедницата, како и заштита на животната средина. Дозволете сосема накусо да ве запознам со клубовите кои денеска го организираат овој форум. Ротари клуб Кирил и Методи е формиран во мај 2010 година под спонзорство на најстариот ротари клуб во Македонија, Ротари клуб Скопје. Од неговото формирање, како основна тема на делување, била определена поддршката на деца со аутизам и има остварено значаен број на активности, како што се предавање за амбиентално уредување на сензорните соби и предавање за улогата на апликации во едукацијата на децата со аутизам. Во таа насока клубот ги има поддржано и следните активности: изработка и дистрибуција на флаери со основни податоци за аутизмот со наслов "Аутизмот не е трагедија", издавање на преводна книга напишана од Наоки Хогашида "Дете со аутизам" со наслов "Зошто сакам да скокам", издавање на книга од професорот Олга Богдашина, воедно и мајка на 2 деца со аутизам, со наслов "Аутизам да се биде професионален родител". Самостојно и во соработка со пријателски клубови изработува 3 проекти за креирање на сензорни соби со цел подобрување на инклузијата на децата со аутизам во следните основни училишта, и тоа Гоце Делчев, Кирил Печиновик и Блаже Коневски од Скопје. Во тек и проектот за обезбедување на персонални таблети со едукативни апликации за деца со аутизам, кој што е заеднички проект со клубот Ротари Скопје Водно. Покрај овие активности, клубот поддржува и различни други активности кои спаѓаат во полињата во кои делува Ротари, како и традиционално делење на новогодишни пакетчиња на деца без родители кои порано беа згрижени во рамките на домот 25 мај Скопје. Ротари клубот Скопје Водно е формиран во март 2022 година на иницијатива на неколку истакнати ротаријанци од Скопје. Клубот, иако релативно млад, следејќи ги ротаријанските начала, своите активности ги насочува пред се кон заштитата на животната средина и екологијата, секако и заштита на планината Водно и активности кои што се поврзани со заштита и поддршка на децата со атипичен развој. Од досегашното делување на клубот би ја издвоиле соработката со организацијата Мојот свет за деца со атипичен развој, како и веќе споменатиот проект кој е во тек и се реализира со заеднички сили на клубот Кирил и Методи, а тоа е обезбедување на таблети со едукативни апликации за деца со аутизам. Покрај активностите за поддршка на лицата со атипичен развој, клубот е посветен
на заштита на планината водно, преку најразлични акции за пошумување, чистење, поставување на станици за велосипедисти, изработка на платформа за информирање за водно и изработка на платформа каде се овозможува купување на честитки и картички, каде како картички се употребени цртежите од децата од мојот свет, а секако собраните средства ќе бидат повторно наменети да се помогне на децата со атипичен развој. Ротари клубот Аеродром Скопје е млад ротаријански клуб формиран во општина Аеродром во 2025 година. Делува како локален ротари клуб, дел од глобалната мрежа на Ротари Интернешнл. Организација фокусирана на хуманитарни, општествено корисни заеднички проекти. Членовите учествувале во најразлични локални активности и соработки, а во клубот бил вклучен во иницијативи и партнерства за подобрување на локалната заедница. Ротари клуб Аеродром е прв клуб кој има подпишано меморандум за соработка со општината, во овој случај со општината Аеродром. Иако постои неполна година, клубот веќе има остварено неколку значајни проекти со кои е видлив неговиот придонес кон заедницата. Како што можеме да слушнеме, сите овие клубови веќе во голема мерка направиле повеќе активности со кои се обидуваат да ги поддржат и да направат мали чекори за да помогнеме на лицата со атипичен развој. Токму таква активност и денешниот форум, кој се надеваме дека ќе отвори голем број на прашања, теми, дискусии, но и ќе даде многу одговори на она што досега не било познато на многумина од нас од широката јавност. Денешните дискусии секако со нашите почитувани гости, веруваме дека ќе отворат нови перспективи за сите оние на кои што им е навистина потребна нашата помош и поддршка, но секако и како да ја обезбедиме истата. Сите ние денес присутни на овој форум се надеваме дека на крајот од овие панел дискусии ќе научиме повеќе едни за други, ќе можеме уште повеќе да си помогнеме и да изградиме заедница каде што сите ќе можеме да функционираме на многу подобар начин. Бидејќи имаме, голем број на гости кои што очекуваат денеска тука да почнеме со дискусијата, јас нема да одземам повеќе време, ги поканувам Ирена Јакимова, професионален тренер за лидерство и родител на дете со атипичен развој, член на Ротари клуб Скопје водно, заедно со Гере Трипков, председател на Сдруженијето и Каулити, член на Ротари клубот Аеродром, да ги отворат своите панел дискусии. Јас ќе почнам и бидејќи ништо во животот не е како што планираме или баш како што сме зацртале, замислиле, па така и имањето дете со атипичен развој, така ева јас и ќе си земам слобода да го сменам планот на седење денес, бидејќи и го сменивме и распоредот со гостите, многу гости и мене ми е позгодно да стојам од овде, за вас да ве гледам, да не ги стискам нив да гледаат во мене, па вака да се вртиме, да си се комотни и убаво да можеме да разговараме. Благодарам на Сузана што веќе не представи, зошто сум денес тука и ви благодарам и на вас сите што сте овде денес, тука, во ова време, сега овде, и што одбравте ова во моментов да ви биде најважно. Благодарам на говорниците, ќе ги представиме и посебно, и на сите вас што дојдовте да слушнете, иако може би знаете многу, или не ви е ни потребно во животот да научите повеќе за оваа тема. И од таму ќе гледам сите да искористиме најмногу што можеме од овој собир, од оваа наша заедничка енергија, што сме се собрале овде да дадеме светло внимание на некои теми кои што па и секаде во светот, особено кај нас во нашата земја, се некако во сенка, се некако во облаци, се некако па ту ги гајле, ту ги грижа, па леле не знам како јас со тоа, па не е тоа, па не е ова. Сакам да врлајки светлина, нели, давајки внимание на овие теми, сите ние овде, колку и да сме, да се замислиме како концентрати ампули епрувети со некоја концентрирана моќна течност или субстанца која понатаму ќе оди да шири за оваа тема
за овие сознанија, ќе учи, ќе собира знаења, ќе разменува идеи, ќе дава идеи и ќе се трудиме сите за подобро општество. Што значи по мене подобро општество? Слушнавте, сум родител на дете со атипичен развој, сега наполни 16 години, тоа ми е најмалиот син, имам и поголема ќерка, уште една ќерка од кај сопругот, така да 3 деца, и замислете на 40 години, кога го родив најмалото дете, си мислев, па лесно, како бременоста, така и ова се понатаму ќе истерам, но не испадна така. Испадна дека поинаку е машко дете да се расте, отколку женско дете, по самата динамика, енергија. Испадна дека и не е толку лесно да непроспиени ноки на 40 години, поразлично е од пред некоја деценија, и испадна постепено да, после втората година, 2,5 години, нешто почнува да вергла, односно да не се развива понатаму. Да забележиме потешкоти со говорот, комуникацијата, една брзина, една полесно завршување на нештата, истите 10 реченици, односно 10 збора. И fast forward, да ја забрзам целата приказна, поминавме многу години во труд, посветеност, истражување, како да му помогнеме на тоа дете и како да го извлечеме максимумот од него, за дури пред неколку години, 3 или колку се, конечната слика да ни ја склопи даде доктор кој што доаѓа од Грузија, на иницијатива на други мајки со поголеми потешкоти, да прегледува и тој да го лоцира, да го најде каде е проблемот, во некој епилептичен ген кој што му го спорувал развојот. Генерално кај него развојот се манифестираше и веќе многу сме и подобри во тој однос, и тој и ние, се манифестираше во несовршен говор, односно потешкотија развој на говор, меморија, незрели однесувања, АДХД, она што би рекле. Така да ја по пат, учејки за она што ми е професија, и веројатно се надополнуваат една со друга, кога професиите и нашата улога како родители, учејки неврологија, применета психологија, за да бидам што подобар обучувач, тренер за групи или за поединци да напредуваат во својот развој, го изучував и мозокот и дојдов и до поимот невродивергентност, нешто што и не сме го знаеле претходно. Заради контакт со различни соработници, пријатели, го читав и за аутизмот. Сакав што повеќе да дознам. И пред да продолжам многу јас да елаборирам на темава, имаме стручни лица тука, сакам да кажам како јас ги доживувам лицата со атипичен развој, поинаков развој, или каква било попреченост, во кој било дел од нивното тело, организам, функционирање, едноставно како поинакви модели, прототипови на универзумот. Универзумот си креира, си праќа во нашава лабораторија наречена планета, поинакви типови на луѓе. А ние лесно прифаќаме нови коли, нови типови на телефони, ај може, ќе се навикнеме, ама тешко се навикнуваме на нови типови луѓе, humans, човечки суштества. И всушност, тие се за тоа тука, за тоа и се раѓаат, не да не мачат нас или самите себе, туку да не научат да бидеме human engineers, да научиме како да го подобруваме човештвото, како да наоѓаме чаре, просто речено, лекарства, терапии, што и да е, како да го научиме човештвото дека сме различни типови, не сме само тие сорти што ги знаеме. И затоа многу, колку можам, се ангажирам во оваа област, помагам на луѓе, сакам да се зборува што повеќе, и целта да денешниот форум тука ја гледам, да зборуваме за ова, да ја шириме свеста, да луѓе се распрашуваат, дознаваат, да не биде тоа во едно слепило, магла, темница таму некаде, а всушност луѓето имаат многу мака. Сме имали ние, но има луѓе што имале и повеќе мака од нас. Скоро прочитав и репостирав дека, например, во една Битола, што не е мал град, нема детски невролог, ниту детски психијатар. Нема. За да однесете дете на преглед, треба да одите во Скопје. И често се среќавам, бидејќи сум специализирана, многу работам со жени, јакнење на жените, женско лидерство, ми се пишуваат преку едни, преку други, бараат помош да собереме пари, да дојдат за автобус, за храна за тој ден, да дојдат на сите прегледи во Скопје. Замислете ние што
ке речам сме биле и повозрасни, мислам искусни со сопругот, едуцирани, не интересира, копаме, читаме, заработуваме пристојно. Замислете на луѓе што ќе им се падне таа задача, а се некаде кој знае каде по малите места. Ниту се доволно информирани, ниту можат доволно да приуштат на тоа дете. Така што верувам дека ова и нашите гости ќе го истакнат. Ајде да почнеме со разговорот. Гости денес на нашиот панел, каде што го приклучивме и многу сме благодарни на градоначалникот на аеродром, Дејан Митевски, што дојде на време. Што дојде прв и на време, и малце и ке го задржиме, кога ќе дојде после и колешката градоначалничка, ќе ја вклучиме и неа. Некојот кажа не може, многу луѓе исто што се пријавија дека ќе дојдат да слушаат, не дојдоа. И тоа е за разбирање, не им е најважна оваа тема во моментот. Моментот во денот, може би локацијата, обврските, се што се случува, луѓето ги одвлекува и ќе отрчаат да сработат нешто што им е поважно. Убаво кажа, ќе се надоврзам, ова е прв форум, кој што на наша иницијатива на овие 3 клубови е да стане еден цикличен проект, кој што ќе ги отвара дури подкатегориите на темата, затоа што ова е многу комплексна тема. Е тема која што допрва ќе ја слушаме, бидејќи имаме пораст на бројките на лица кои што се со атипичен развој. Нешто што досега можеби го имало во одредени бројки и статистики, меѓутоа сега ќе мора многу покомплексно да приоѓаме на оваа тема. И наша цел беше на 3 клубови едноставно да создадеме некоја платформа која што би произлегла од индивидуалниот капацитет, дали на експертите, дали на луѓето кои што имаат своји капацитети и се дел од овие клубови, ротари клубови, кои што имаат некакво општествено влијание, за да можеме да ја поттикнеме дискусијата и да ја повлечеме малце на повисоко ниво, заради тоа што и многу ми е драго што денес имаме чест да разговараме со двајца градоначалници. Нажалост, едниот градоначалник поради здравствени причини мораше да го откаже неговото учество. Меѓутоа, многу ми е драго што дури од првиот форум имаме поддршката од општините, од локалната самоуправа, меѓутоа и од Министерството за труд и социјална политика, демографија и млади, каде што би можеле да ја засадиме, ајде да го засадиме тоа семе на нови перспективи за оваа тематика. Извини што ти се умешав, меѓутоа сметам дека ова многу битно да се каже, бидејќи ова е прв форум, меѓутоа нема да е единствен и нема да застанеме тука. Моја и лична мисија животна е, и Ирена е во тие води, нели? Ние ќе сакаме да понатаму да го придвижуваме ова прашање повисоко и на повеќе нивоа, за да можеме да одговараме на овие потреби на овие лица кои што ги имаме во се поголем број и од кои апсолутно не треба да стравуваме. Според мене. Напротив, јас тоа го кажувам на сите страни, дека тоа се луѓе кои што нас не учат да бидеме уште подобри луѓе. Заради тоа што треба да се трудиме да комуницираме на поинаков од досега начин. Заради тоа што треба да знаеме како да ја пренесеме енергијата без да говориме, без да допреме, да ги чувствуваме тие луѓе како да се дел од нашата средина на живење, и да престанеме да имаме некоја фобија дека не знам, тие се тие болните, тие се тие што кај што нешто се случува, па можеби тоа ќе се пренесе на мене. Апсолутна глупост. Сега вака ептен ќе се изразам директно. Меѓутоа, верувајте, во моментот кога ќе го осознаете тоа чувство кај себе, дека треба да се отворите повеќе за комуникација, за да слушате кои се нивните потреби, ќе сватите како и самите се трансформирате. Значи, како вие станувате подобра индивидуа, како вие станувате поквалитетен човек, како станувате подобар професионалец, значи на многу нивоа тоа ќе не менува. Јас ги нарекувам овие луѓе со мисија, и тоа што го работиме, ние исто така кажуваме дека го менуваме светот, нашето здружение, тоа што ние го работиме, го менуваме светот преку искуствата на луѓето со мисија, односно буквално овие лица. Извини, Ирена. Гере, фала ти, не ми се извинувај, нели рековме не мора ништо да оди како што сме зацртале, како што е и во животот. Така што важно ние да биде ова интерактивно, интересно, а не формата да ја запазиме.
Да почнам да ги представам прво говорниците од првиот панел, па потоа ќе ги преземе Гере и неговите. Тука ни е доцент доктор Јасмина Трошанска, која е специјалист за едукација и рехабилитација во област на нарушување од спектарот на аутизмот. Јасмина, фала што дојдов. Уште еднаш, благодарност до градоначалникот на Аеродром, Дејан Миленковски, понатаму Митевски. Добро, преска го погодив, сега ќе се поправам до крајот. Имаме понатаму гостин кој што ни е искусен во областа на физички и здравствени вежби и рехабилитација со децата со попреченост. Тоа е Зоран Панчевски, тој е председател на Сдружение Аерола. Понатаму е основач и главен координатор на проектот Заиграј со нас, проект каде што креирале, и тој ќе ни каже повеќе, активности бесплатни за деца со попреченост. Ќе ја представам веднаш и заблагодарам градоначалничката на Кисела вода, Бети Пиленковска-Стаменковска или Трајковска. Трајковска, добро. Да, добро. Па ова сепак беше кај Гере запишано, убаво точно со презимињата. Благодарност и до Стефанија Трајчевска, која што е магистар по специјална едукација и рехабилитација. И ми се допаѓа, може и тоа исто да зборнеме, што терминот дефектологија, дефектолог веќе се брише, туку е специјална рехабилитација, едукација. И, како би рекле, last but not least, доктор на науки Снежана Лазаревска, таа е кинезиолог и физиотерапевт. Доктор на науки по кинезиологија, големо и долгорочно искуство во работа со и во клиничка пракса, во работа со токму помош во оваа област на лицата со физичка попреченост, олеснување, и ќе ни раскаже таа многу повеќе за незиниот центар, за она што работат и што до сега е правено во тие области. Ќе почнам со Јасмина и би сакала да отвориме панел дискусија малку со поопшти знаења, податоци, односно да ја склопиме сликата. Може би нешто знаеме, може би и не, и веројатно податоците се менуваат, ајде може не од ден на ден, ама од сезона во сезона. Какви се атипичности постојат? Кои се најзастапени кај нас во Македонија, а кои се во раст во светот? Каква е состојбата? Што има, нели? Сега е добро. Фала. Да. Благодарам на укажаната чест и на поканата. Да, веќе може да започнеме со едни општи податоци во врска со бројот на лица со попреченост, со атипичен развој. Многу често говорниците кога сакаат да зборуваат, се двоумат дали да користат атипичен развој, дали да користат попреченост, па гледам и вие во документите и во вашиот одговор, меѓутоа не е ништо тоа погрешно. Да се со атипичен развој, меѓутоа добиваат име попреченост кога ќе се соочат со различни препреки во средината во која што живеат. И сега, во врска со бројот на лицата со атипичен развој, секој период од историјата си има свое време и своји предизвици и проблеми. И мора да кажеме дека, например, бројот на лица со телесна попреченост после Втората светска војна бил многу голем. Во тој период имало голем број на лица со оштетен вид и со оштетен слух како резултат на војната. Подоцна следува период кога се појавиле голем број на лица со детска парализа, меѓутоа кога дојде периодот на вакцината и така натаму се намали и тој број. Потоа дојде еден период кога јас бев дете, кога ние бевме ученици, тоа можеме секако да го потврдиме, дека во нашите училишта имаше посебни паралелки, имаше голем број на деца со лесна интелектуална попреченост, што не е резултат денес. Во тој период постоја голем број на нетретирани, например, неоткриени металопати и така натаму, здравствениот систем се подобри и тој број на деца денеска се намали. Меѓутоа наша заедно се очуваме со еден предизвик со бројот на децата или лицата кои што се со нарушување во спектарот на аутизам, и ние го доживееме тоа денес. Идните генерации сигурно ќе живеат нешто друго. Денес најголем број на лица со попреченост, што веќе во светот се прогласува како епидемија, е бројот на лицата со аутизам. Веќе бројките се до едно родено на 36, што е веќе алармантно.
Меѓутоа, таа бројка варира во различни држави, но во високо развиените држави диагностицирани случаи секако е поголем и сместноста е поголема, па поради тоа и бројот е поголем. Меѓутоа, како втори, можеме да кажеме, се АДХД, многу често го слушате, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, постојат голем број на деца со АДХД. Исто така, нашето време се соочува со предизвик на голем број на деца со јазични говорни нарушувања. И исто така имаме голем број на деца со потешкоти во учењето. Значи, сето тоа се случува заради тоа што живееме во ова време во кое што живееме. Значи, начинот на кој што општеството се развива, медицината се развива, на која возраст се склопуваат браковите, колку е напредната медицината и така натаму. Секој период, како што кажав, си има свое, секое време си има свое време. Тоа е она кое што ние денес го носиме. И морам да напоменам дека изминативе неколку години се зборуваше за бројките, меѓутоа се уште кај нас не постои регистар, не знаеме колку имаме лица со попреченост, лица со аутизам. Но и да не знаеме, ние кои што работиме во оваа професија, секојдневно се соочуваме со бројките, знаеме дека тој број е голем и мислам дека веќе не треба за таа тема да зборуваме, веќе треба да зборуваме дали нашето општество, дали нашата држава, дали нашиот град, дали нашата општина може да се справи со овој проблем. Затоа што веќе е очигледно дека децата се во градинките, дека децата се во училиштата, општините веќе имаат евиденција, градот има, дури да не е постои официјална бројка, на локално ниво луѓето се соочуваат со таа бројка, со тие проблеми и мислам дека треба веќе да организирате година настани каде што луѓето ќе дојдат со идеи и ќе кажат кои се нивните решенија. Затоа што решенија постојат, меѓутоа треба умно да се изберат и соодветно да се реагира во оваа ситуација или во овој момент, да не губиме премногу време. Многу зборуваме на темава, какви се проблемите на децата, родителите и така натаму, многу помалку, според мене, зборуваме за конкретни решенија. Затоа што ние сме веќе во период кога се зборува дека ќе се отворат центри за деца со аутизам, за лица со аутизам, се отвара и се затвара и во минатото. И меѓутоа пред да се отвори било каква институција за децата или за лицата со нарушување од спектарот со аутизам, треба добро да размислиме која е политиката на државата кон овие лица. Државите во Европа, според моето искуство, немав можност да одам надвор од Европа, меѓутоа во Европа имам посетено голем број на држави и генерално заземаат две страни. Или државата социјално се грижи за лицата и гради центри, заштитни социјални установи и така натаму и се грижи до крајот на животот за нив, или ги претвара во продуктивни граѓани на општеството и гледа да ги претвори во капитал, односно во независни граѓани кои што ќе можат да работат и да придонесуваат за општеството. Значи во иднина мислам дека треба да зборуваме на тие теми. Еве така отворив една дискусија. Супер, фала многу. Што им треба на децата, а и на родителите? После Стефанија истото ќе ја прашам. Што сте забележале од искуство, од контакти, од пракса? Што треба, што е потребно? Да, па јас сум во секојдневно во контакт со родителите и она што го кажавте дека поминуваат низ многу тешки периоди и така натаму, не можете ни да се замислите низ какви се проблеми поминуваат родителите секојдневно. Меѓутоа, според моето вака видување, три работи им се потребни на родителите. Значи, не им треба многу, само три работи. Прво нешто што им е потребно е информација. Значи, кога детето ќе се диагностицира, веднаш да добијат информација. Каде да одат, што да направат, како да направат, кој и така натаму. Многу од родителите барат информации на интернет, откажување по родители и така натаму, често се изманипулирани и така натаму. Значи, информација. Многу е важно државата, министерството, општината и така натаму да има едно место каде што секој од родител кој што ќе се открие дека детето му има проблем, каде се треба да се обрати, што се треба да направи. Второто нешто, мислам дека неопходна им е соодветна поддршка. Поддршка од специјални едукатори, рехабилитатори, поддршка од психијатар, детски психијатар, невролог, поддршка од логопед, меѓутоа таа поддршка да биде соодветна. Многу често родителите се соочуваат со несоодветна поддршка и многу често погрешни постави применуваат кон децата заради тоа што се погрешно советуваат. Но треба да се внимава и да се воспостави контрола кој ги советува родителите, дали ги советува и како. Значи треба да добијат соодветна поддршка.
Првото беше информација, второто беше поддршка и третото мислам дека потребно име разбирање. Потребно е, ние зборуваме дека сме инклузивно општество, многу сме инклузивни, меѓутоа се уште има родители, мајки кои што ми велат Јасмина, мене не ме боли тоа што детето ми е со проблем. Јас тој проблем го надминав. Ме болат очите на луѓето на улица. Кога ќе ме погледнат како стрели ме гаѓаат во моето срце. Што вистина е така. Значи ако не може да им помогнете, тогаш подобро не реагирате никако, во спротивно ќе ги осудите и може да ги повредите. Значи треба да го прифатите детето, меѓутоа и родителот. Тој родител можеби некогаш не може да чека на каса во продавница, можеби некогаш е нервозен во сообраќајот, можеби некогаш ќе ви се развика и така натаму, меѓутоа верувате, она што тој го носи на себе е многу потешко од сите ние заедно. Сите имаме проблеми, но тие имаат еден дополнителен кој што е многу тешок. Тоа се три работи кои што мислам дека не се многу. Фала многу, да. Информација, поддршка и разбирање. И за сето ова потребно ни е информираност. Од информираност сите тргнуваме, за да може да се разбере непознатото, треба да не се плашиме од тоа и да имаме информација што се случува. Многу фала. Јас сакам да се надоврзам на ова едно многу битно суштинско прашање кое што го отворам овде и убаво е вака една по една тема да ги разоткриеме и убаво објасниме. Според мене најбитното за нас, ова е првиот чекор, нели, дај Боже од овој форум да прерасне во нешто поголемо и нешто што ќе инициира длабински промени. Но не заборавајте дека ова е само почетокот и дека ние не сме тука да направиме квантумни, промени во рок од една година, затоа што системските промени се оние кои што ги диктираат промените, меѓутоа потоа влегуваме во фаза на имплементација и можеби во имплементацијата поради послаба инфраструктура, недоволен кадар и така натаму, нешто што ќе зборуваме и подоцна, ете, ќе ни кажат и градоначалниците како тоа изгледа на терен. Значи веќе кога ги имаме тие, нели, политики кои што се државни, од горе зададени, да видиме дали тие соодействуваат со капацитетите на локално ниво. Не секогаш, мислам, тоа е наше искуство како здружение, го работиме тоа. Меѓутоа имаме општини кои што добро се справуваат и со постоечките капацитети пробуваат да надокнадат во тој дел каде што имаме, нели, дупка помеѓу капацитети на локално ниво и тоа што го кажуваат законите, бидејќи законите понекогаш кажуваат и нешто што не е одржливо финансиски зборувано, заради тоа што една општина има комплексни проблеми кои што треба да ги решава. А ова е скап проблем за решавање и не е само на локалната самоуправа. Мене ми е многу жал што заменик министерот мораше денес да го замени министерот на владина седница, па не е тука со нас. Меѓутоа ете ќе си поразговараме подоцна малце од прилика како тоа на локално ниво изгледа. Ќе бидеме истрајни и упорни колку што се може. Стефанија, јас би прашала што се искуствата од праксата, што сте виделе, што најмногу помага кај децата, што помага за родителите? Океј. Да. Добар ден, ви благодарам уште еднаш на поканата, многу сум среќна. За прв пат морам да кажам дека имам вака трема, бидејќи разговарам и тука сум вклучена со врвни професионалци. Професорката ми беше и асистент кога јас студирав. Иначе дипломирав на специјална едукација и рехабилитација, меѓутоа започнав на дефектологија. Го сменавме тој термин на средина од моето студирање, како што кажавте и на самиот почеток. Сакам да се надоврзам на професорката, се што кажа дека е баш така како што кажавте. Иначе јас доаѓам од приватен сектор, од тимот Центар за рана интервенција и стимулација на деца и возрастни, кој постои 5 години. Во склоп на тимот имаме дневен престој за дечиња и за возрастни и можеби, ајде да не грешам, не знам дали сме првиот или меѓу првиот дневен центар кој што го водат специјални едукатори, рехабилитатори, логопеди и психолози, значи не се тоа негователи и воспитувачи и сме наклонети на тоа да ги оспособиме децата како да функционираат во социјалното поле. Значи највеќе ставаме акцент на тоа и активностите ги извршуваме надвори од просториите. Значи ги носиме децата и во болници, во маркети, во ресторани, во кафичи, не ни е целта само да просперираат само на часевите. Она што сакам да го кажам е првично што јас го забележувам, иако сум релативно млада во овој сектор,
над 10 години сум во пракса со деца со попреченост. Многу често ми е жал што е така, меѓутоа се гледа конкуренција меѓу нас институциите. Јас немам никаков проблем да побарам помош од друга институција, да го пратам детето, затоа што сепак работиме со една ранлива категорија и категорија каде што навистина треба да ја помогнеме длабоко од душата и да не гледаме бизнис или конкуренција меѓусебна. Она што нас не истакнува како тим е тоа што родителите ги вклучуваме активно во самиот процес. После секој час разговараме со родителите, даваме насоки за дома и секој терапевт е истакнат сам по себе. Вклучени сме цело време во процесот и најважно ние да ги обучиме родителите како да работат дома со своите деца. Ние немаме магични стапчиња 3 пати, 4 пати да им помогнеме на дечињата. Да, ние го водиме процесот, ние го правиме тој план и програма, меѓутоа многу ни е важно колку родителите се вклучени и колку работат во домашни услови. Она што сакав да го кажам на самиот почеток во однос на дневниот престој што се отвори од наша страна, идејата беше првично од незадоволни родители од училишта и градинки. И решивме да им помогнеме на тој начин. Меѓутоа тоа е едно големо прашање што треба накнадно да се разговара и да се зборува, има многу што да се каже. Како што кажавте на самиот почеток, можат институциите да се отворат или градингите или било што, меѓутоа многу е важно како системски ќе функционира, каков кадар ќе работи и кој колку може да им помогне на овие деца, како што каже професорката и вие. Секој ден се повеќе се зголемуваат бројките и мора да сме внимателни како постапуваме, како работиме и која ни е целта со овие дечиња. Фала многу. Додека сме се уште кај овој вид попреченост, нели невродивергентност, нешто што на прв поглед можеби не е видливо, и сакам да прашам и да зборнеме за ситуацијата дали често и како препознаат родители кои не признаваат, кои одбиваат помош, кои одбиваат поддршка. Сум слушнала различни примери на училиште и ми кажувале, па и сум видела случаи, или кажувале рехабилитатори. Колку често тоа го сретнувате и освен вака со подигање на свеста, говорење, како на тие родители да им се помогне? Да, верувам дека сите тука што се вклучени активно во практичниот дел наидуваат на оваа проблематика. Постојат многу голем број на родители кои што глават во години на неприфаќањето на дијагнозата на своето дете. И од тука се нафрла вината кај дефектологот, кај неврологот, кај психологот. Значи сето тоа се врти во круг и години глават во тоа неприфаќање. Кога ќе привата дијагнозата и автоматски тонусот се менува, целиот проблем станува појасен и исходот е многу подобар кога јасно и гласно се работи на истиот. Меѓутоа, како што кажав, сите сме ние виновни. Родителите талкаат од институција во институција, ги менуваат дефектолозите, ги менуваат логопедите, се до моментот на прифаќање кој е многу тешко оди. Исто така да се надоврзам на почетокот, јас сум од Струга. Во Струга, еве конкретно во мојот град, се уште постои таа стигма, родителите се уште ги кријат своите дечиња. Дури ми се случувало тајно да ме договара да го видам нивното дете, да го прегледам, да им дадам насоки. Тука во Скопје веќе сме поотворени, во последните години родителите не се срамат, многу се уплашени од аутистичниот спектар, бидејќи бројките нагло се зголемуваат со тоа. Често за таа проблематика доаѓаат кај нас, меѓутоа пропратно аутистичниот спектар има и други состојби кои што се загрижувачки треба да се третираат, бидејќи често се случуваме само да не е аутизам. Меѓутоа сепак треба да се работи на таа рана интервенција доколку имаат и други коморбидити. Значи да, рана интервенција, сознавање, информираност, односно да го тргнеме срамот од каква било дијагноза или атипичност, невродивергентност, за да може да се побара поддршка и помош.
Фала многу. Дали може Ирена сега малце да ги промешаме градоначалниците, бидејќи мислам дека ова битна тема и да се надоврземе. Знам дека концептот ни беше друг, меѓутоа поради тоа што нели двајца говорници така, само ќе убацам тука под прашање што мислев подоцна да го поставам. Една е пречката нели непризнавање, не сакаат да признаат, не знаат да препознаат. Рачунајте, не секој чита, гледа, одучи. И втора е пречката немаат луѓето пари да финансираат каква било приватна помош, суплементи, работење со стручни лица. Значи само го нафрлам за после да се навратиме и на темава како тој проблем да се решава, пристап до бесплатни или до па ќе чуеме и убав пример од Зоран. Да, така, супер ќе дојде и тој пример. Јас би сакал еве да ги поканиме градоначалниците од општина Аеродром и општина Кисела Вода на мое големо задоволство. Жал ми е, пак ќе кажам, што половина не ни се тука, меѓутоа ете, прв форум е, да не си правиме премногу притисок ни на нас, нити на другата страна. Би сакал да споменеме некои можеби позитивни примери кои што ги имаме во овие две општини, за да покажеме дека еве има организации или можеби има иницијативи или можеби има мерки кои што даваат резултати на локално ниво. Можеби тоа не се системски прашања кои што многу лесно нели би можела државата на поинаков начин да ги имплементира во повеќе општини, меѓутоа можеби имаме некои модели кои што функционираат во општина Аеродром и општина Кисела Вода, па можеме да ги истакнеме како позитивни примери. Еве, Стефанија на пример ни спомена како тоа би можело да се работи. Сега да видиме дали во општина Аеродром и општина Кисела Вода. Јас лично потекнувам од општина Аеродром, аеродромец сум, меѓутоа при срце ми општина Кисела Вода, бидејќи нашиот фестивал за инклузија веќе трета година се одржува во таа општина и се трудиме и ова е надоврзување на истото. Паралелно на тоа што ние, извини Дејан, знам дека сакаш да земеш збор, ама само кратко. Паралелно на ова што го правиме како институционална некоја подкрепа иницијативи, здруженијата веќе се охрабруваат да работат и на кампања, значи зголемуваме свест кај нашата заедница. Тоа е наша задача како организации, каде што на тие родители, на тие луѓе кои што работат, еве меѓу нас има и родители на нели лица со атипичен развој, каде што ја поттикнуваме свеста дека нивните деца не треба да се само исклучени со самиот факт дека ти имаат атипичен развој. Напротив, би требало да се мотивирани, да се отворат кон општеството и да бидат секако се флексибилни, меѓутоа таа флексибилност да биде свесна. Да не е тоа сега одам јас во школа, нема рампа и ќе се разочарам, се откажувам и детето го отпишувам од школа. Нели? Него да сме постојано во таа свест дека тоа се постојани некои пречки кои што ние ќе ги надминуваме. Здравје Боже, утре нема да разговараме за рампи, нели? Ќе разговараме за други мерки кои што се позитивни. Повели Дејан. Да, благодарам, добар ден и од мене. Пред се да се заблагодарам на поканата на Ротари клуб Аеродром за можноста денеска да дискутираме на ова многу значајна, морам да кажам, тема. Да ви честитам за организацијата и се надевам дека вакви настаник има уште многу кои што ќе имаат за цел да ја подигнат свесноста кај сите нас за дечињата со атипичен развој, да им помогнат и на родителите, меѓутоа и на околината да ги прифати подобро. Не го кажувам ова случајно, го кажувам од искуство. Стефи ќе ме разбере многу добро што кажувам, меѓутоа и сите оние кои што се вклучени во овој процес, особено за рана детекција на вакви дечиња, каде што како институции се соочуваме со проблем не директно општина Аеродром, меѓутоа институциите во склоп на општината како што се градинки и училишта многу често имаат проблеми со родителите на дечињата, каде што постои една одбивност, односно неприфаќање на состојбата во која што е детенцето, а сметам и тоа го кажуваат скоро сите кои што се стручни за оваа тематика, дека раната детекција, раната превенција дека може да даде многу подобри резултати во развојот и растот на било кое детенце, отколку да се соочува негирање на состојбата, неприфаќање на состојбата, па подоцна да го бараме чарето народски кажано во една многу потешка состојба. Како општина се трудиме максимално да дадеме поддршка на
не само на дечињата кои што се директно вклучени во процесот, меѓутоа и на здруженија кои што ќе организираат различни активности кои што ќе се обидат да им го олеснат секојдневието и на дечињата и на родителите. Еден таков успешен пример е проектот Заиграј со нас, за кој што Зоки се надам дека ќе каже повеќе детали, меѓутоа тоа не е единствен проект кој што го спроведуваме. Неодамна подпишавме договор односно меморандум за соработка со Мегалогомет, здруженијето кое што исто така сертифицирано и кое што нуди бесплатни третмани за дечиња на територија на општина Аеродром. Со тимота имаме одлична соработка со Стефи, со уште неколку други здруженија на кои што им имаме остапена наши простори, кои што работат исклучиво со дечиња со атипичен развој. Како општина се трудиме целокупниот капацитет да го ставиме на располагање. Морам да истакнам дека училиштата се многу поопремени да прифатат такви дечиња со атипичен развој. Пред неколку години се инвестира во посебни сензорни соби, се инвестира во кадар кој што ќе може да работи со тие дечиња, ќе ги поддржува во секојдневните активности, што исто така е многу битно, и се трудиме еден пакет, целосен пакет на услови и услуги кои што можеме да ги дадеме на токму на овие дечиња за кои што сите заедно треба се грижиме и да се трудиме да направиме подобри услови, на вистина да и училиштето и градинка да ги прифатат со љубов. Морам да кажам дека сите училишта градинки се инклузивни на територија на општина Аеродром. Уште во градинка дечиња со атипичен редовно посетуваат настави активности, се целосно вклучени. Пред неколку недели одржавме еден посебен настан посветен на токму на овие дечиња во една од градинките, и на вистина се трудиме како општина да ја подигнеме и свеста и свесноста токму за овие дечиња кои што неминовно мора да бидат прифатени од околината, и заеднички да се потрудиме сите со секоја наша активност и постапка да им го олесниме секојдневието. Тука би застанал да не должам премногу, ќе оставам збори на можности на другите, ако има некој подпрашање. Слободно. Секако, да. Фала ви многу, градоначалник. Ќе го предадеме на градоначалничка да сега микрофонот. Само ќе кажам, ќе се надоврзам на ова што градоначалникот на општина Аеродром го кажа. Наше е да се трудиме денес да направиме подобри услови за утре, но сепак пак ќе кажам, ние сме некаде на почеток, како здружение иницираме неколку проекти на ова поле, работиме со странски партнери и организации, гледаме други искуства каде што овие организации, овие иницијативи на вистина се напред. Меѓутоа, мислам дека и ние малце сме поназад. Меѓутоа, она што гледам различно кај нас и што ми дава надеж е флексибилноста, бидејќи системот има системски работи кои што, да речеме, временски ги одредува. Меѓутоа, кај нас, верувате, еве сега имаме еден проект со шпанска и полска организација, каде што они гледаат дека би можеле и побрзо да дојдат промените. Доколку само иницијативно организирате, дали сте директор на школа, дали сте директор на центар, дали сте председател на организација, пробувате некои мерки кои што се можеби несвојствени, но функционираат, и потоа може тоа да се мултиплицира во различни концепти. Повелете, градоначалник. Ви благодарам. Поздрав до сите. Ви благодарам за можноста да бидам дел од оваа навистина интересен настан, каде што се зборува за една тема која што е неисцрпна, заради тоа што секојдневно се соочуваме со секакви предизвици, и јас сега да се надоврзам на она што претходно го кажа посебно колегата градоначалник на општина Аеродром. Да, и кај нас во Кисела вода се работи на оваа проблематика многу посветено изминативе години, морам да признам, каде што е изработен еден план до 2027 година како општината да се поставува и што да зема како предизвици, нели, како основа за нашето работење, но морам да кажам дека и посветеноста која ја имаме од аспект на тоа во целост слична како за општина Аеродром, со нудење и соработка на
здруженија кои даваат психолошка поддршка, кои даваат здруженија поддршка од различни проблематики кои ја засегаат оваа тематика. Она што ние како општина го правиме, нели, и што можеме да помагаме и помагаме е со тоа што нашите ресурси ги ставаме на располагање на, нели, секоја една издржана и оправдана иницијатива која доаѓа до нас како општина. Но морам да надополнам и она што Гере преге го напомена и со не е само во делот на, нели, она да се работи, туку и во делот на забавата превземаме иницијативи со одредени фестивали кои во текот на летниот период ги правиме за инклузивност, па имаме парк на инклузија и така натаму, но не е само тоа. Ми останаа зборовите на професорката што ги кажа информација, поддршка и разбирање. И да, се согласувам, јас повеќе сакам да зборувам за она што нас ни следи како предизвик. Ние овдека можеме многу да зборуваме за тоа каква е моменталната состојба, но сум јас секогаш за тоа да зборуваме повеќе, да ставиме акцент на тоа што можеме да направиме, што треба да направиме за во иднина да одиме еден чекор напред и еден чекор плюс. И кога ја гледам Ребека позади, поздрав, ми текнува на нашата последна средба што ја имавме во Драчево, каде што го промовиравме почетокот на еден многу убав проект, каде што зборувавме за одржливост. Но исто така, кога зборувавме за одржливост на овој проект, каде што ќе се гради ресурсен центар и така натаму, да не навлегувам сега, ние зборувавме и за тоа, мене како професор ми дојде идејата, ние мора да ги носиме децата од основните училишта во Драчево, барем тие што гравитираат блиску до ресурсниот центар, за да тие видат дека е тоа сосема нормално, сосема природно, дека не се разликуваат, за да има соживот помеѓу нив. За тие деца што се мали, што ќе пораснат после 20 години, после 30 и повеќе години, кај нив да се создаде чувство на емпатија, чувство на одговорност, дека тие треба да ги заштитуваат сите. Пак ќе кажам, ние овдека можеме да зборуваме многу, ама дајте да направиме нешто конкретно, нешто со кое што ќе внимаваме и ќе работиме на она што го рековте, поддршка. Бидејќи ние пак ја имаме таа алатка, зборувам како општини, како што кажа колегата, и во општина Аеродром и во Киселово, да верувам и во останатите општини, се препознаваат, се таргетираат и се работи на тоа. Но заедно да работиме и на зголемување на свесноста и она што значи создавање на терен за поддршка во иднина. Тргнувам од својот личен пример. Јас како наставник, кога влегов во образование пред многу години, имав дете со целебрална парализа, кој што во училницата бев класен раководител, во училницата седеше во еден ќош каде што јас ми беше страв да погледнам. Заради тоа што јас немав никаков претходна, никаква обука, ви зборувам за повеќе од 20 години, никаков разговор и ништо. Но што се случи? На моја иницијатива, јас во разговор со родителите, отидов и видов како изгледа еден ден на такво едно детенце. Се соочив со мојот страв што го имав. Јас сум искрена, ви признавам. Се изборив со стравот и сега поинаку го гледам моментот на тоа како да му придеш на некој и што треба да направиш со некој. И топло го препорачувам сите тоа да го правиме заедно и затоа ги спомнував и оние идни генерации кои ни престојат. Моите визии се такви, а вие како организации, здруженија, давајте иницијативи за да ве поддржуваме. Бидејќи имаме ние многу области за борење, вашиот дел помогнете ни да го направиме да биде
подобар. Ви благодарам. Благодариме многу. Може уште еден аплауз. Фала ви за ова. Баш ми е драго бидејќи ја гледам и човечноста кај секој од нас, така. Не сме тука дојдени да расправаме за политики, за стратегии, за нешто што е апстрактно, него зборуваме за нешто што е опипливо, што го живееме денес, со кои што се соочуваат над 20% според мои лични податоци. Ќе ви кажам многу интересен податок од Шпанија кој го добивме од организација која што работи на деца со атипичен развој, односно дека секое трето дете има атипичен развој во моментов во Шпанија. И сега преброите ги сите ти деца, новородени или нели родени од претходниве 10, 15, 20 години, стигнуваме до една фрапанна бројка и таа според мене ќе се зголемува, но она што би сакал да го охрабрам е секогаш кога пристапуваме кон нели може би ќе се обратам до организациите, имаме тука и активисти, секогаш кога се обраќаме до дадената општина, градоначалник или може би нејзините служби, да имаме предвид дека таму некаде работат луѓе и сепак треба да бидеме и ние отворени, меѓутоа и флексибилни, понекогаш и трпеливи на тоа, бидејќи процедурите се тие кои што се, независно тоа колку градоначалниците се спремни тоа да се случи денес, еве во случајот со сега последниот проект кој што го зборувавте со Ребека и кој што го видовме, позади, во позадина има еден куп операции, правни прашања кои што треба да се разрешат, ангажманот на тие лица кои што таму ќе бидат ангажирани, потоа и тоа што ќе биде работата на оваа установа и слично. Значи, сепак треба да одиме чекор по чекор, да не очекуваме да се случат промените веднаш, меѓутоа да гледаме и нашиот интерес или интересот на тие за кои што едноставно сме тука денес. И јас мислам дека ги заокруживме прашањата кои што јас сега ги гледам прашањата и фактички ми одговоривте на сите три прашања кои што значи што се предизвиците, дали имаме позитивни примери, потоа како општините преку кои проекти и како се трудат да ги надополнат оние услуги кои што постојат и нормално она што е иднината, односно каде се гледаме за 5 години. Мислам дека го одговорија градоначалниците, така да може да се препуштиме сега на стручните лица. Да, ќе одиме кај доктор Снежана Лазаревска, токму да се надоврземе сега на темава за церебрална парализа и за медицинска рехабилитација, потреби од помош кај лица кои што имаат физичка потешкотија и попреченост, за да ја расшириме, нели рековме денес темата. И потоа ќе слушнеме и од Зоран конкретни примери што е правено, па ќе одиме понатаму да резимираме на некој начин што ни треба, што би можеле, сугестии, идеи. Да, убаво рече Гере, и моето искуство од лидерство и менеджмент кажува дека не можеме се одеднаш и на се одеднаш да се фокусираме, ќе се расплинеме, да бидеме задоволни едно по нешто, да почне да се менува, да се прави, па тоа ќе влијае на друго, така што да видиме од кај ќе почнеме и што се ќе даваме идеи, предлози. Повелете, Снежана. Почитувани, чест ми е и задоволство. Да, што учествувам на овој форум. Се отворија многу теми, дискусии кои ќе бидат у контекстот, мојата намера за дискусија овде. Јас сум физиотерапевт со преку 30 годишно искуство, собственик на Центар за физикална и кинезитерапија Ласермет во Скопје. И имате многу иницијативи во оваа област. Многу, учесник сум на повеќе стручни и организатор на повеќе стручни настани за лица со посебни потреби и можам да го изразам сега моето задоволство, оти сум многу среќна од повеќе иницијативи како професионалец за тематски врзани за тематиката за церебрална парализа и како иницијатор се отвори Центарот за церебрална парализа кој фигурира на град Скопје. Сега сум посебно среќна што доаѓам и од како од клубот Ротари клуб Кирил и Методи од Скопје
и нормално и тука главното мото е нели да помогнеме за заедницата. Медицинската рехабилитација, значи овде имаше еден слайд кај што се прикажени дека во видовите за атипичен развој спаѓаат значи и лица кои имаат и моторни нарушувања, каде што медицинската рехабилитација има значајна улога. Пак ќе почнемо тука значи од раната рехабилитација и континуирана рехабилитација. Ќе нагласам дека раната рехабилитација има клучна улога нели во развојот на вештините и на моториката на децата, меѓутоа она мора да биде континуирана. Главниот акцент тука би го поставила и многу ми се допаѓа што крајната тема на овој форум се лица со атипични развој. Значи тие деца не се само деца, вечно деца. Значи ние почнуваме како деца и најбитно е таа рана рехабилитација, да се редуцира, да се значи подобрат моторичките способности и битно е нели таа рана детекција и рано започнување со рехабилитација која треба да биде континуирана. Не сме да има прекин, зашто кога има прекин, значи може да дојде до регресија на физичките способности. И потоа цело време тие лица, значи се бориме со последиците, со контрактури, со други нели последици што нормално ќе ги создадат. Целта нели на овој форум е да се направи нешто, оваа рехабилитација да биде континуирана, да се најде едно системско решение. Значи има многу, значи децата со моторни нарушувања, значи имаат пристап, значи до здравствениот систем, меѓутоа тоа не се доволни капацитети, да кажеме како Завод за рехабилитација, има многу приватни установи, меѓутоа немаат сите просторно адекватни услови, немаат сала, немаат нели можност да им се нели помогне. Треба иницијативата ми е да се драго ми е што се тука градоначалниците, да се направи нешто да биде услугите на рехабилитацијата да бидат достапни до заедницата, значи до локалната заедница, затоа што семејствата да се близу нели до можноста каде што континуирано тие ќе добиваат физикална терапија. Меѓутоа потоа кога ќе дојде до една возраст, физикалната терапија поминува веќе на одржување нели на моториката и треба нешто да се направи нели и за нивниот нели и професионална вклученост нели и оспособеност во секојдневниот живот. Значи физикалната терапија е дел од мултидисциплинарниот тим и не треба да бидат само опфатени децата нели со овакви својства когнитивни, значи треба да биде еден центар кој што ќе ги опфати и овие лица, значи со атипичен развој што имаат и моторички дефицит, бидејќи доста во главном сите тие што имаат моторички дефицит имаат нели и други когнитивни нели нарушувања и така да тоа треба да биде еден значи заеднички центар кај што ќе бидат сеопфатно обслужени. Како е во светот? Еднаш зборувавме, се сеќавам, какви примери има во другите, во поразвиените земји? Па јас како изгледаат тие центри? Многу ми е драго што градоначалникот на град Скопје, нели и градоначалничката нели од Кисела Вода најавија еден ресурсен центар. Значи многу ми е драго, пофалби за нив, посебно и до Ребека како иницијатор. Јас сега ќе настапам, осем како професионалец од областа на медицинска рехабилитација, имам едно искуство и како имам внук со аутизам, кој за жал пред 3 години, значи со мојата сестра, веќе 25 години, замина за Германија. Еве едно искуство како потик, можеби како еден позитивен потик на овој собир, замина со мислата на, нели, сестра ми, што ќе биде, вика, со моето дете, вика, кога мене ќе ме нема. Значи, често прашање. Да, главно прашање. И на своји 50 години се охрабри, значи интелектуалец, истакнат во општеството, немало потреба воопшто да замина за Германија. Јас тука направив еден слайд, сакав чисто така како да биде прикажен еден тој центар, каде што е ресурсен центар за сите лица со атипичен развој, кај што се опфатени сите старосни значи групи, почнувајќи од деца, од рана возраст,
кај што добиваат нели соодветен третман, значи од сите професионалци, каде што кога ќе дојдат до одредена возраст ги секој нели според своите способности ги едуцираат професионално да влезат нели во работниот процес, ги едуцираат и професионално да се уклучат во заедницата. Еве на пример како што се во општините да соработуваат со одредени институции кај што можат да работат, нели, да се чувствуваат како делот нели од заедницата, меѓутоа и да имаат и такви сместувачки капацитети. Каде што после родителите, кај што може да останат, нели, да бидат третирани на еден достоинствен начин. Да, еве идеја, еве мислам визија. како иницијатива од моја страна, осим таков еден голем регионален центар, кој што неопходно е да се отвори во Македонија, треба да имаат и локални општински центри. Да. Бидејќи популацијата е зголемена, статистиката кажува, и многу е битно, значи, тие услуги да бидат блиску до семејствата. Да. Како еден дневен центар, кај што малку по-комплексно ќе се опфатат сите овие активности. Многу фала, многу корисно. Да, зборуваме, само ќе се надоврзам. За да створиме некоја визија за тоа за што зборуваме, да зборуваме за лица кои што имаат моторички попречености, како мене, Дарко и така натаму. Меѓутоа зборуваме и за луѓе кои што едноставно не би се вклопиле во постоечкиот систем. Дали образовен, дали општествен. Зборуваме за лица кои што едноставно со својот капацитет и свесност не се компатибилни на тоа што било креирани со децении наназад. Зборуваме за системи кои што треба одново да се изградат, реконципираат, можеби, реадаптираат и постојано да се тестираат на новите состојби, бидејќи постојано слушаме за нови некои медицински состојби, со кои што дури и понекогаш медицината во овој момент не ја знае точната диагноза. Не може конкретно да одреди, ова е атипично лице, ама добро, атипично лице има различна симптоматика и тоа понатаму се рефлектира на неговите способности и немаме конкретна методологија се уште, бидејќи тоа не е ново, сме имале таков тип на попречености порано, меѓутоа во ова време кога бројките енормно се зголемуваат, веќе медицината не го следи тој тренд и согласно на тоа системските решенија не се навремени, па мора тоа да го правиме така на некој начин во бранови, значи да видиме што функционира, ајде тоа ќе го имплементираме, па ќе видиме што во рамки на тој постоечки систем не функционира, па дајте да видиме дали можеме нови методи да вметнеме кои што би помогнал на тие лица. Во западните земи имаме различен тип, значи различен тип на вакви центри каде што и преку општинските служби ние може да се пријавиме како такво лице или родител со такво дете, каде што може да учествува. И сега на пример јас ќе го споредам тоа со кај нас. Родителот на детето со попреченост е најголемата жртва. Колку и лошо тоа да звучи, секако дека тој родител е свесен, го сака своето дете, меѓутоа верувајте дека целиот негов живот е подреден на потребите на тоа дете. И не сме свесни за тоа. Меѓутоа имаме родители кои што секојдневно ни тропаат на вратата. Имаме луѓе кои што се браќа, сестри кои што едноставно живеат со тоа во нивната средина и дури и со нив е потребно, многу е важно и со нив да работиме, бидејќи тоа е потпората на овие лица, се додека не стигнат промените кои што ќе ги зафатат нив и каде што ќе можат индивидуално, тоа сепак нема да биде колективен развој, меѓутоа на индивидуално ниво да развиваат одредени вештини, одредени потенцијали да развива за да можат во една од полињата во кои што еден човек може да се развива, да фати тек. Зоран Панчевски. Вас ќе ве прашам сега точно како јаготката на врвот на тортата, да слушнеме како дипломиран професор по физичко и здравствено и големо искуство, верувам, долгогодишно во работа со деца во таа област. Какво е искуството, особено со проект кој што добро функционира, слушам,
за пружање такви активности, такви услуги од областа на физичка активност. Што е направено, што добро излегло тоа, кој фидбек го добивате, што гледате дека функционира? Така, добар ден и од мене. Ви благодарам на можноста да бидам дел од овој форум. Пред се сакам да дадам едно мал вовед во тоа како јас како дојде мојата иницијатива да се создадат сите овие активности. Како и претходното искуство, јас во моето потесно семејство добивме машко дете кое што му се диагностицираше аутизам. И јас како наставник и претходен спортист, тренирав 30 години одбојка, решив да, гледајќи проблемите на мојот брат и семејството кој што секојдневно со какви предизвици се соочуваат, решив да го променам начинот на размислување и пристапот кон спортот, тоест како да им помогнам на овие дечиња, како да помогнам на мојот Стефан, и решив да се втурнам во нешто што навистина не знаев што ќе ме снајде, бидејќи не бевме едуцирани како наставници ние во физички оддел како да работиме со деца со атипичен развој. Создадов тим од логопед, дефектолог, психолог и наставници по физичко образование. Седнавме и решивме да создадеме физички активности, тоа е спорт за деца со атипичен развој, кој што навистина почетокот беше доста бурен и интересен и можам да кажам имам непреспиено неколку ноќи затоа што нема никогаш да го заборавам првиот час кога го почнавме проектот, бидејќи навистина се соочивме на дело со реалноста, со проблемите кои што се искажуваат тука и меѓутоа бевме храбри и смели да продолжиме и да веруваме во нашите, кажи го, капацитети. Проектот трае веќе повеќе од 7 години и можам и сакам јавно да му се заблагодарам на градоначалникот Дејан Митевски на општина Аеродром, кој веќе 4 години со огромна емпатија безусловно не поддржува да дечињата од општина Аеродром ги добиваат бесплатно овие часови. Инаку се работи за проектот "Заиграј со нас", наменет за деца со атипичен развој. Во проектот се вклучени, како што кажав, стручни лица, тоа се дефектолози, логопеди, психолози и наставници по физичко образование. Главно работиме на моторика на дечињата, она кој што е стварно нужна потреба во денешно време, бидејќи на фината и на грубата моторика и на двата моменти сметавме дека и сметаме дека е од огромно значење по некој мој истражување дека една од сите други неопходни терапија или како да ги наречам услуги што ги добиваат, физичката активност е на третото место. Така да тоа ни дава за право да навистина бидеме сериозни тоа што го правиме и можам да кажам дека успешно го работиме. Проектот е, јас направив некое мало истражување пред да дојдам, не знам дали се точни бројките, професорката сигурно може и да ме поправи. Добив некоја информација дека во Македонија има околу 4000 деца со попреченост. Меѓутоа, по некои истражување на УНИЦЕФ бројките се дуплирани. Затоа што тие се регистрирани дечиња, меѓутоа УНИЦЕФ доаѓа до информација дека тоа е дуплирано и многу повеќе, веројатно. Колку за ваша информација, со градоначалникот направивме една иницијатива пред да го почнеме проектот, за да знаеме со колкава бројка општина Аеродром, кажи го, нели, ја имаме како проблем под наводници со овие дечиња. Дадовме налог до сите дефектолози на училиштата да ни дадат допис во секој училиште, зборам за основните училишта. Колку дечиња се офатени и се, кажи го, со МКФ квалификација. За жал, бројката беше поразителна, затоа што преку 300 дечиња припаѓаат од овие 4000, ако се на ниво Македонија само во општина Аеродром. Бројката е сигурно поголема и кратко направивме исто и со општината Ѓорче Петров, таму се околу 200 дечиња. Мислам дека бројките се фрапантни и тоа е нешто што не загрижува затоа што трендот и расте, кажи го, и се повеќе ги имаме овие дечиња, така да што треба навистина да сме многу поодговорни и емпатични кон оваа проблематика. Можам да кажам дека во нашиот проект се офатени околу 100 дечиња кои што работиме. 2 пати неделно дечињата имаат прилика да дојдат на нашите часови. Тоа се вторник и четврток, работиме во 3 термини, имаме супер стручен тим,
За време на самите часови дечињата добиваат и музикотерапија, бидејќи работиме на тие сензорни нивни нарушувања кои што дечињата се соочуваат, бидејќи надворешниот свет надвор нема да ги поштеди од сите, кажи го, случувања што нели од кои излезат се соочуваат. Сметам дека ваквите проекти треба да бидат пиедестал и да им пружиме дечињата, да им ја дадеме слободата. Сметам дека со самите тие нивни ангажмани по сите други форми на помош што ја добиваат, им ја одземавме слободата. Децата во нашата сала ја чувствуваат таа природна средина и се чувствуваат навистина преубаво и некако од кога почнавме да работиме, станавме и ние подобри луѓе, како да кажам, разбирајќи ги нивните потреби, ние најдовме неколку решенија како тоа да го подобриме и да ги подобриме нивните чувства, да зголемиме нивната среќа, не прави горди и храбри што сме дел од еден ваков проект. Баш ми е драго. Ова е еден позитивен пример. Благодарам. Искрено, Стефан е мој другар. Те поздрави Ирена, бидејќи зборував, не можеше да присуствува денес. Стефан е едно прекрасно дете и баш кога го гледам него, ја имам сликата на сите тие дечиња кои што имаат некаков атипичен развој. За мене тоа е типичен развој, меѓутоа во друга димензија. Тие се дел од нашето секојдневие, од нашиот живот. И многу ми е драго кога можам од нив да учам, бидејќи ние секојдневно како здружение се среќаваме со различни лица, со различни состојби. Едноставно тоа е енергија која што директно влегува во вашето срце. Нема тука бариера измеѓу, значи нема чекај сега јас ако кажам, па ти како ќе ме гледаш, па дали ќе ми одговориш, па како ќе речат комшиите, не. Тој влегува и комуницира директно со вас. Или ќе му дозволите да комуницира со вас, или ќе го отфрлите и он никогаш повеќе нема да ве погледне. Тоа е, мислам дека сите го имаме тоа чувство, пошто знаеме, работиме со таков тип на лица. И тоа е нешто што е фантастично, од што може многу да се научи. Мој совет, можеби за тие што не знаат, е секогаш да се снижите на нивната енергија и секогаш кога е таа висока, поготово кај нив, да пробате да сте наблюдувач, а не да сте дел од таа комуникација која што на моменти може да ви изгледа премногу агресивна. Меѓутоа тоа не е така, бидејќи тие така комуницираат и така сочувствуваат. Многу ми е драго, ќе кажам дека имаме овде луѓе позади функции и луѓе позади експерти, бидејќи без овие луѓе и без таа потреба на секој во својата средина да направи некаков мал чекор, веројатно на повисоко ниво нема да гледаме никаква промена. И она што е добро и позитивно и би го препорачал и мислам дека е навистина потребно е овие позитивни примери да ги гледаме како модел кој што може да се реплицираат. Мислам дека не е тоа некаков комплексен проект или можеби финансиски кој што изискува. Да, секако дека да, меѓутоа бенефитот е неколку струко поголем од тоа што вие ќе го вложите како финансии, бидејќи имате колку деца рече 400 деца. И тоа зборуваме за деца кои што се на аеродром се точната бројка беше 360, ако добро 360. Паметам. И таа се зголемуваше, бидејќи во првата година немавме. Тоа се само дечија со МКФ квалификација. Е така, значи имаме со квалификација. Тоа е потврда која што ви го дава комисија дека имате некаков китап, нели, дека таква и таква состојба имате. Сега имаме деца каде што немаме таква квалификација и тие веќе не ги ни броиме и тие се во големи бројки. И мислам дека ова репликабилен модел кој што би можел во секоја една општина да се направи. Се сеќавам на кога почна, мислам дека се уште Тимчо беше градоначалник, најпрво почна со одење на базен. И мислам дека и Тане и ти беше тука вклучен. И тоа беше фантастично. Јас живеам во кулите Джевахир, беше договорена соработка со нив, некои повластени цени, можеби бесплатни термини каде што имаше слободни места, па дечињата беа носени со автобуси од школите во слободно време за да може да се рекреираат во базен. И
од таму произлезе и сега еве каде стигнавме, каде што работиме, значи многу покомплексно со нив, а зборуваме за луѓе кои што се од школи. Не зборуваме за експерти како еве тука што ги гледате, кои што работат и тоа им е струка, професија, него зборуваме за луѓе кои што се од школи, од личната приказна се инспирирале и затоа апелирам секој од нас да може да ја воспреми оваа трансформација на општеството, прво да си ја отвори, прво да ги отвори сетилата, очи, уши и така натаму, за да може да ја прими оваа информација, затоа што во моментот кога ќе влезе, ќе го примите, ќе абсолвирате таа вест, верувајте дека креацијата е едноставно неограничена. Да, и полека да се враќаме на почетокот на кругот, да резимираме на сите ни одзвонуваат веројатно зборовите на професор Јасмина Трошанска, што е, дели ако се фокусираме што е потребно, информација, поддршка и разбирање. Пред да им дадам на сите гости покана за едно резиме или финиширање или некои идеи, да отворам понуда до публиката, некој ако сака да постави прашање или да сподели искуство или идеја, повели Ребека, дали ќе добие микрофон некој да однесе? Еве имаме организација. Ребека ни е прва. Така ми се виде, извинете. Таа прва позади дигна рака. Да. Па имаме. Добар ден, поздрав за оваа иницијатива, посебен поздрав до Гере кој што секогаш има убави идеи и навистина се труди многу да направи, како што впрочем и јас се трудам многу да направам во ова општество. Она што сакам да го кажам, јас пошто сум поодамна да кажам во оваа борба, Маркијан веќе направи 19 години, Сдруженијето кое што го формиравме веќе постои 16 години и морам да кажам дека овие сите нешта јас ги слушам веќе долго време. Кај нас постои еден, да кажам, немање на континуитет. Синдромот се од нас почнува, е многу лоша навика и тука треба многу да внимаваме. Морам да ви кажам дека она што се случува ни фали обединување, значи на здруженија, на активисти, на луѓе кои што ги прават сите овие работи. И мислам дека конечно треба да се направи некое тело за каде што ние ќе функционираме заедно, дали тоа ќе биде алијанса, дали тоа ќе биде биро, не знам како ќе се вика, но да имаме значи функционално секојдневно да комуницираме. Ние имаме, јас сум член во Националната алијанса за ретки болести, таму бев 6 години председател. И претходно, кога бевме само како здруженија, нели, ете, вака тоа изгледаше, но се до моментот додека ние се здруживме, сега сме таму 15 здруженија, и сите политики заеднички ги носиме, дури направивме и национална стратегија пред 6 години за лицата со ретки болести, за жал, уште не е усвоена на влада, па направивме нов акцијски план, сега во мај во Дојран и повторно ќе има промени, затоа што, нели, нештата се пластични, се менуваат. Но апелот ми е да се направи нешто што е, нели, тело каде што сите ние вака, не само вака ад хок ќе се собираме, него со Гере сме збореле на таа тема, него ќе можеме почесто да ги разговараме овие нешта и да имаме некакви простори каде што тоа ќе се случува. Во некои земји дури имаат и министерства за лица со попреченост. Имаат агенции и така натаму, како што има агенција за спорт и млади, затоа што кај нас е толку многу овие проблеми насобрани низ годиниве, да многу е малку да толку малку зборуваме, значи ретко да се состануваме, за мене ова е ретко. Или постои, да речеме, телово собрание, нели, каде што се разговара еднаш во годината, постои во влада, сега тоа сакав да кажам исто, нели. Па сега, не е еднаш, ама е ретко. Многу ретко. И тоа е многу малку. И што се прави? Ништо посебно. Освен што се разговара. Да. Самиве, кажете, станете, повелете, кажете ми што се прави. Ништо посебно не се направи 20 години. Значи, вака изгледа дека, нели, работиве споро се движат, но реално многу малце се движат. И тоа не е ништо. Јас сум присуствувала на неколку дебати, таму се зборува само.
Многу малку се прави. Се кажуваат вака искуства, што и зашто и како, но работите споро се движат. Јас имав иницијатива во собрание да се обратам, ми беше апла кажано што ако се опратиш, тоа ќе остане во фиока. Ништо нема да се направи, треба влада да донесе одлука. Сега да бидеме на чисто, така одат кај нас работите. Се додека партиски ги врзуваме работите, нема да мрдаат работите. Никој не обвинувам, но едноставно така не оди. Многу бавно одат работите, овие деца растат, тоа се тешки, ранливи категории и едноставно нема ништо конкретно, ништо посебно не се случува во однос на практики за лица со попреченост и ова сега зашто сме тука, значи политики за одржливост. Едноставно немаме никаква поддршка на семејствата. Поддршка финансиска, да, може би некоја ситна, но во однос на системски политики немаме некој, да кажам, отстапки. Ова што го прави господинот, нели, се знаеме, терапевското пливање, ние го правевме 7 години пред него, дајте ни крилја. Значи, пред 14 години. 380 деца без никаков надомест поминаа тука и општина Аеродром ни помагаше исто и тогаш. Беше Ивица Коневски градоначалник, град Скопје ни помагаше кисела вода, но сето тоа остана помагање. Не беше системска промена, ниту па сега е системска промена. Ние немаме закон со кој што ќе кажеме во сите општини да има терапевско пливање и крај. И дека секоја општина мора да одвои пари тоа да влезе во правилници, во закони, а не сега ние да се молиме, дајте ни крилја или нели вашето здружение доди, ајве молам пак оваа година поддржете не. Не, треба да биде пракса, да се воведе во системот тоа, затоа што терапевското пливање се надевам ќе се сложат тука и стручни велица дека е потреба. Тоа не е луксус, потребно е терапевското пливање, како што е потребна физиотерапија во простори, нели, каде што ќе се бавува, така ни е потребно и терапевско пливање. Пливањето докажано е дека многу им помага на децата, воопшто сите спортски активности, но пливањето посебно. За жал, се обучи толку многу кадар, тој кадар ни замина. Затоа ни треба едно тело каде што ние ќе поставуваме политики и чекор по чекор да ги решаваме, а не така, нели, Ребека дајте ни крилја или не знам, Душко, Петко, Станко правил нешто и тоа се заборава. Не оставаме никаква трага, не оставаме ништо за да можеме ние после да се споиме и да направиме уште подобро нешто заедно, еве, вие и ние. Не е важно кој, но важно е да има континуитет и тоа да влезе во систем. А понатаму се зависи од нас како единки, џабени се сите обуки, сите едукации, сите форуми, ако ние во себе немаме љубов, џабени е се. Ако не знаеме да си подадеме рака и да се поддржиме, повторно џабени е се. Посакувам многу повеќе љубов во сите нас и искрена желба за работа, побрзо да се средат овие работи, затоа што еден ден ќе се соочиме со овие бројки што ги слушаме, лицата со попреченост да се сами на улица. Семејствата ќе ги нема. После нашата смрт што? Брзаме, возот оди, а мора побрзо да се качиме. Ви благодарам. Фала. Од доле, Зелено да биде? Зелено, окей. Добар ден на сите, јас сум Маргарита Гулевска од Сдруженијето за асистивна технологија, со Ребека се знаеме одамна. Реакцијата ми беше, бидејќи во собранието редовно има средби, ние треба да бидеме малку проактивни, никој да не обесхрабрува да се појавуваме и да го кажеме нашето мислење. Тоа е, мислам, за тоа изреагирав само, бидејќи редовно се случуваат нешта на кои што може да присуствуваме и да предонесеме. Во овој момент и почнато од пред повеќе години, во нашата држава има неколку процеси кои што се тераат. Од 1997 година се случува процесот на деинституционализација, кои што неколку влади поред го тераат и ги вадиме луѓето од институциите и мора да правиме локални сервиси, неповторно институции. И тука претходно што беше на слайдот напишано, постои организацијата која што дава услуги на различни локации, пишуваше, не на едно место. Значи, услугите треба да бидат во заедниците. Јас доаѓам од Центарот за асистивна технологија, односно Сдруженијето за асистивна технологија, кое што функционира веќе 20 години, има дадено услуги на 900 деца и семејства со различен тип на попреченост, бесплатно. Од формирањето на Сдруженијето
тие што го формира, тогаш државата почнуваше да зборува за ратификување на конвенцијата на правата на лицата со попреченост во 2011 6 години од постоењето веќе на Сдруженијето ја ратификуваше конвенцијата државата, меѓутоа ние како организација работиме да даваме бесплатни услуги затоа што конвенцијата на лицата со попреченост стриктно кажува дека лицата со попреченост мора да добиваат услуги кои што се достапни, квалитетни и достапни до граѓаните. Тоа што ние обезбедуваме бесплатни услуги, знаеме само ние како сме го направиле тоа. Во моментов сме тим од 8 луѓе кои што напорно работи на различни проекти, за да може на име на тие проекти, на грбот на тие проекти да ги даваме бесплатните услуги, меѓутоа зависиме многу и од донациите на компании, индивидуалци, соработуваме и со локални самоуправи. Идејата сега во овој момент големите донатори се повлекуваат и организациите кои што работеле претходно на проекти како што сме ние остануваат малку понастрана. Мислам понастрана од меѓународните донатори и во 2006 прв пат целосно сме зависни од локалниот сетинг тука. Потешко се снаоѓаме, меѓутоа идејата е и системот во овој момент нуди можност да се развиваат организациите во сервис провайдери, граѓанските организации да даваат сервис провайдери. Ние сме лиценцирани од август минатата година и значи реков имаме процес на деинституционализација кој трае. Имаме закон за основно образование сега од минатата година и за средно кој што е инклузивен. Значи децата се веќе во редовното образование, не зборуваме за помош, не можеме да зборуваме за помош, тие се реалност во образованието. Мораме да наоѓаме начини како да ја дадеме поддршката. Проекти веќе не можеме да зборуваме во тој случај за проекти. Мора да зборуваме за решенија кои што директно ќе се спроведуваат од градинките, во училиштата, потоа во средните училишта и така натаму до високото образование. Ама гледам сличности помеѓу тебе и тоа што го кажа Ребека, затоа што пак ни фали нешто. Знаеш, ни фали едно тело кое што би ги надгледувало состојбите и би потсетувало цело време, пошто мислам дека има и тело, само што има и тело. Телото е во влада, едното е во влада, другото е кај народниот правобранител. Значи има две тела. Има повеќе и антидискриминацијска комисија и така натаму. Значи имаме агенции, имаме институции, имаме општини. Ние ја имаме структурата, меѓутоа едноставно како што кажа Ребека, многу проблеми во оваа тематика биле од претходна. Има, само што мора да ги развиваме сервисите. Тоа сакав да поентирам. Секако заклучокот е тој, верувам дека сите ќе се сложат. Тоа сакав да поентирам, бидејќи локалните самоуправи мора да одат во таа насока. Затоа што во еден момент ќе се децентрализира поддршката што ја дава сега Министерството за труд и социјална политика преку склучување на управни договори со организациите. Проспективно таа обврска треба да ја преземат општините. И општините треба да знаат колку услуги имаат на локално ниво и колку во текот на годината треба да ги финансираат. А што правиме сега во овој момент? Аплицираме за проекти. Ние, организација што постои 20 години, да, значи тоа е тоа. Ама јас го поддржувам, јас не ти реплицирам. Марга, ајде да го окончам ова, пошто темата е иста, меѓутоа се вртиме цело во круг, да дадеме шанса уште на двајца и потоа да завршиме со заклучни некои оценки за... Благодарам што се најдов овде како родител. Ова функционира или се слушам доволно? Може поблиску, да. Јас сум мајка на дете со физичка попреченост. Овдека благодарам на поканата и на докторката Нагере и тука сакав да кажам дека конкретно ќе се осврнам на процесот на рехабилитација. Учествува уште кога се роди моето дете, Јована, она е средношколка. Многу беше битно, ние родителите лутавме, тоа го знаат родителите, ни системот и не би сакала тоа да се дозволи. Значи, ние 6 години вежбавме во мајчин дом и сите беа терапевтите, беа сите одлични, супер со децата и тука имаше одлична комуникација и
тоа веќе стануваш како едно семејство. Меѓутоа потоа за жал се зголемува бројот на децата и тогаш мораш да се рехабилитираш приватно и сум ангажирала и дома, значи од која била малечка приватен терапевт, сето тоа приватно се плаќаше. Мислам дека треба да се прошири и од тогаш, нели, она е мислам здраво психичко дете, се и таа тргна во школа и цел тој процес, јас сум 13 години во нието, тргнав како неизина подршка, нели, да ја однесам до таму, но секогаш настојував она да ги прави сама сите тие работи. Значи, некои деца можат, некои не, меѓутоа, ако ние ги третираме така, кратко ќе кажам децата, нели, ќе ги туркаме овона, ние треба да го извадиме максимум од нашите деца. Значи, многу родители грешат, значи, кога ја неќам да ги обвинам, ама треба, например, да значи, ако еве моево дете сега, може јас да истуркам по рампата, ама ја неќам, јас ќе ја помогнам, ќе гледам да не падне, но настојувам да она сама влегува и се сама. Таму знае класната све тоа. Значи сама се движи, си оди во библиотека. Малце да го извадиме максимум околу децата, јас можев да работам, тоа ми е многу лесно, ама вложив во да ја научам да чита, да пишува, сега комуницираме и на тој начин јас ќе си седам карши, не влегувам во школото и она ми пишува и така. И родителите, добро, правиме сите напори кои како знае и може, али ќе се за ова што да не се, мислам, многу има да се кажува. И сега ние сме оставени, јас предлагам, мислам, сакам да се направат тие рехабилитации, где докторката како што кажа, се кај детето континуирано, затоа што еве во короната ние сите се исплашивме, јас сакам што и ние се исплашивме. И требаше дома да рехабилитираме сите тие, ова што го гледате, тоа е се набавено и од родителите, например, тие што се за одење. Меѓутоа, треба да се направат центри, мислам, центри. Да се направат државни центри кај што ќе има поголема ќе има рехабилитација, затоа што мора да постои континуитет. Ние веќе приватно се рехабилитираме, сме многу задоволни и од односот. Морам само да споменам нешто. Да, зашто зборуваш како родител и твојата улога е родител улога. Меѓутоа убаво пристапуваш, нас Јована ни е многу драга. Јована е едно лице кое што е мултиталентирано, значи мора тоа да го споменеме за да видиме дека ефектот од сите тие напори не само на родителот, него и на можностите кои што ги добила Јована, учи во Јосип Брос. Да. Значи и на школото зборуваме за една позитивна приказна каде што имаме ефекти во животната приказна на ова дете. И утре задутре, дури можеби Јована, сега не знаеме или не може да предвидиме, меѓутоа јас верувам дека она ќе го најде своето место. Со Мики се дружат исто така, значи зборуваме за една личност која што до некаде за низината возраст е навистина исполнета. Театар, пеат, изведуваат представи и ова е една приказна која што треба да се потигне. Ако имаш нешто само кратко само и потоа ќе Само да додадам дека многу е битна физичката рехабилитација. Секако. Еве, секако. Мора да се отворат повеќе центри каде што ќе се повеќе. Ајде државни да се отворат. Тоа е дупка. Тоа е дупка, знаеш, го имаме заводот за рехабилитација кој што треба да е еден центар кој што би нудел комплексна услуга, а тој не функционира како што треба. Имаме машини кои што не знаат. Не машини за нив да работат, например, она прави физички. Така е, така е. Такви треба повеќе да се отворат. Но на дополнување на ова што го кажа, не само државниот апарат кој што ќе нуди услуги, него и вакви одржливи центри кои што ќе можат услугите да ги надополнат онаму каде што системот не постигнува. Сакам да го искористам овој форум. Значи, да се донесе една иницијатива, да и произлезе нешто од овој форум. Можеме овде многу да дискутираме, значи, за медицинската рехабилитација, меѓутоа, битно е кога ќе се диагностицира, значи дете со атипичен развој, со значи физички нарушувања, да знае каде да се обрати. Од овде да произлезе еден општински центар за инклузија кој што ќе ги опфати сите деца, значи општински, каде што ќе работат професионалци,
да тоа биде системско решение за што ќе има континуитет, а не некој проект кој што ќе биде со краток рок. Сега, ние тука сме една мала држава и се знаеме што се работи. Физикалната терапија е многу напредена. Многу разбиена. И ги опфаќа и децата, и со аутизам, со расстройства, толку техники има, толку методи, толку апаратура, што треба поголема инвестиција, да кажеме, поддршка, нели, од релевантни фактори. И уште ќе кажам пак, да се надоврзам, раната рехабилитација, како и за другите деца, и за децата со физички хендикеп, е најбитна. Како медицината што има повеќе специјалности, не може секој терапеут да биде и неуротерапеут. Тука треба посебна едукација. Таа едукација на родителите е 90% завршена работа, нели? Во развојот, нели, унапредување на физичките способности на децата со посебни потреби. Тоа се посебни техники. Не може тамо да се направи проект, сега се извинувам што малку само ќе излезам овакво, проект медицинските сестри одат и ги едуцираат децата со церебрална парализа за вежби, ви се молам, или психолог. Не може физиотерапевт да биде психолог, ниту па може психолог да биде физиотерапевт. Тоа се посебни техники. И таа прва година од диагностицирате е најбитна. За една година, најтежок случај на церебрална парализа, ако се работи како што треба, ако се диагностицира, тоа дете ќе преоди. Меѓутоа, кога ќе се испушти тој период од година, дена, 2-3, после само рехабилитацијата оди на санирање на контрактури и одржување некакво. Интересно. Навистина би сакала, нека има проекти, сите тие се од помош. Меѓутоа, дајте да произлезе нешто од овој форум. Иницијатива, нека биде проект, нека биде вакво, општински инклузивен центар, да даде пример на другите општини. Јас не се сомневам овде во градоначалникот на општина Аеродром, познавајќи го лично каков хуманиста е, нели, и колку се залага за општината, дека сигурно, нели, ова дискусија ќе допре до него и убедена сум дека нешто ќе преземе. Ви благодарам многу. Хвала исто. Што рековме, ќе имаме уште една-две дискусија. Јас ќе дозволам само две, знам дека имаме многу, ама ќе се преселиме надвор, па може да дискутираме и понатаму, само кратко ве молам, добро? Се слушам? Доаѓам од Гевгелија. По некоја случајност требаше денеска да бидам тука и сум сестра на лице со церебрална парализа на возраст од 48 години. На покана сум од фондација Ице Бегов. Потполно се согласувам со докторката која што е физиотерапевт. Мојот брат до 35 години беше подвижен. Веќе 100% е неподвижен. Се грижам јас за него. Помош немам никаква. Родителите не починаа. Еден апел. Во 96 година диагноза умерена церебрална умерена попреченост. Од 96 до 26 година, многу години, неподвижен воопште, не ми следува ниту лична асистенција, барем 4 часа во ден, затоа што треба да се смени неговата диагноза. За да се смени неговата диагноза, јас треба прво во Гевгелија, во сите оделенија да поминам, да добијам потврда каква е неговата здравствена состојба, а после него да го носам во Скопје на комисија. Тоа за мене, како ние сами сме двајцата, ми е многу комплицирано. Ова е многу битно, за да го видиме. Уште еден пример каде што системот подклекнува под потребите на овие лица и ова заедница. Јас ќе му дадам само уште на Дарко многу кратко збор, бидејќи, земи микрофонче, Дарча, бидејќи
скоро дипломиран социјален работник. Имаме се повеќе лица кои што се со некаков тип на попреченост, кои што се дел од системот и се трудат да бидат едноставно најдобрите луѓе и да возвратат назад. Значи, моментално, еве ќе кажам, можеби не ми е дозволено да го кажам, ама ќе го кажам. Моментално Дарко работи во општина Петровец, меѓутоа бидејќи таму му е дадена улога која што не е длабоко едноставно со тоа што сака да го работи, не е социјалната работа, тој веќе си бара опции каде би можел да се самореализира, односно да возврати со се свој капацитет, за да можеме да имаме уште еден адвокат или човек кој што фала ви. И ни значи ова да имаме вакви лица кои што се толку самосвесни. Јас имам работено во влада 12 години. Точно знам како функционираат условите и заради тоа не сум дел од системот, туку пробувам надвор од системот, ете со некои мои капацитети да го потурнеме напред, иако е тоа многу тешко, бидејќи нашиот систем е нешто што е градено со децении наназад и мора да ја менуваме и перцепцијата и на тие што ете се на функции кои што би значеле, кои што се чинители, кои што би имале перцепции и потоа би го пренеле тоа на своите вработени, меѓутоа и на оние кои ќе бидат нивни наследници утре заутре. Благодарам, Гере. Јас сакам да кажам од страната на лицата со попреченост, бидејќи јас сум лице со попреченост, а и моите студии не беа насочени само во социјалната работа, јас имам и идено и во центри за деца со атипичен развој. И таму видов многу работи, што, например, на факултетите тоа не учат. Имаше, овој пример сакам да го дадам, каде што деца со аутизам, еднаш доаѓа детето е мирно, другиот ден доаѓа е немирно. И ми беше чудно на почетокот и кога ги прашав работените ми рекоа поради тоа што едниот родител го воспитува строго, вика, другиот вика го пушта да прави што сака. Моето мислење е дека со родителите треба посебно да се работи, бидејќи родителите се коренот од кај што доаѓа детето. И ако на тие родители не им се помогне да сватат дека тоа дете е као секое дете. На секое дете му треба има своја потреба. Се до тогаш ќе имаме проблеми и во школите, каде што родители не ги сакаат тие деца да учат со нивните деца. Бидејќи не се образовани, не знаат со какви проблеми тие деца живеат. И исто и кај нас, лицата со телесен попреченост, со секаква попреченост што сме, секогаш треба родителот да се образува едноставно, да му се даде поддршка за тоа дете, на тоа дете после родителите да му дадат поддршка, да може да излезе надвор во светот. Супер, фала ти многу, Дарко. И со ова ќе го заокружиме некако позитивно. Јас мислам дека можеме едно кратко видување на сите учесници панелисти, кратко да ни кажат импресии, можеби нешто што ете се инспирирале, можеби нешто што ќе произлезе од ова. Да почнеме од градоначалничката од таа страна. Подлога за тоа. Навистина имаме доста што да зборуваме, останавме и преку времето што ни беше планирано и имавме убави дискусии, го сменивме теркот редот на дискутирање. Точно е дека само од собирање и зборување не можеме многу да направиме и без собирање и зборување па ептен уште помалку би можеле да направиме. Така што еве помислете сите и ќе чуеме кој сака да даде некој заклучен краток збор. Што од ова би можело, без да очекуваме дека нели ние сега овде ќе го смениме светот за една година или нашето општество? Но не за една година, мислам. Да. Да.
Секако, Ребека. Да, што е она што на можеме истото сме. да го правиме. И некој од нас е емотивен, како што гледате, некогаш реагираме така, меѓутоа ова е нешто што во нас длабоко тлее со години можеби. Целиот тој живот, нашите родители, јас со моите родители или Ребека со своите деца, така што можеби понекогаш ќе ви изгледаме преекспресивни, меѓутоа верувајте, тоа има позадинска причина за тоа. Повелете, градоначалничка. Би сакала да прокоментирам само неколку работи. Значи, од сите овие разговори што ги слушам, верувајте ми, една мисла онака ми се врти во глава, си викам секоја планина навистина си има своја тежина. Она што како 5 години како пратеник и искуство го имав, можев да воочам дека да, многу јавни расправи и многу активности се случуваа во собрание поврзани со оваа тема. Дали имало ефект или немало ефект е едно прашање кое што води кон ваков одговор. Мозаикот е многу голем. Или ќе се навратам на она што се случувало во мојата општина. Пред 5 години состојбите не биле вакви. Овце Георгиевски ги има сменето. Има поставено така високи стандарди, што сега јас ќе признам дека дури и тешко ми е на моменти да ги одржувам. Но континуитетот и како ќе го запазам, а за ине жена па ви кажувам дека ќе направам уште подобро да биде. Онда помогне од град Скопје. Да. Јас често кажувам дека жените ќе го променат светот, со извинение до мажите, ама реалноста е таква, бидејќи тоа е женска енергија која што е креативна и верувам дека тоа ќе се случи така. Да. Добро. Сакам да кажам дека треба да сонуваме многу големи соништа, зашто јас лично ги сонувам. Сите работи што јас ги правам од моја страна, кој ме познава, нели? Јас сум сонувал и верувам дека успеав да поместам некои стандарди за децата со аутизам во држава. И треба да веруваме и следната наша средба повеќе да зборуваме за потенцијалот. Кој е потенцијалот во нас, што можеме ние да направиме и кој е потенцијалот во лицата или децата и што можеме максимум да го искористиме. Следната средба да зборуваме за конкретни потенцијали, конкретни решенија. Јавно да си ги кажеме тука, па можеби ќе се соединиме и ќе направиме нешто поголемо. Фала. Кратко сум со секој ние поединечно како општина, едната вака, другата така, третата така, имаме министерства, имаме посебни агенции, не знам какви не институции кои што се вклучени во процес, али дефинитивно треба за оваа тема заедничко делување, заеднички да го најдеме и да имаме еден унифициран пристап и како институции, и како здружение, и како пациенти, и како граѓани, и како родители, сите буквално. Тоа е насока на која треба да движиме. Ќе бидам краток. Треба да веруваме во себе, емпатија и многу работа на терен. Јас сепак мислам дека акцент секогаш треба да ни бидат децата. Имаме многу работи како држава за средување, меѓутоа акцентот секогаш нека ни бидат дечињата. Ние како држава знаеме да имаме капацитет да донесеме закони, па потоа да обезбедуваме услови, така да прво да обезбедиме услови, потоа посебно за оваа ранлива категорија, потоа да се носат одредени закони, да работиме сите мултидисциплинарно, затоа што дечињата се нашата иднина. Да. Јас пак по мојата област. Значи, медицинската рехабилитација не е привилегија за лицата со атипичен развој. Тоа е нивно право за достоинствен живот. Значи, со интегрирани политики помеѓу централната и локалната власт и несабичното наше учество да го даваме, нели, како експерти, јас се надевам дека од овој форум ќе произлезат на вистина конкретни решенија. Или предлози барем. Супер. Ви благодариме многу. Јас би сакал еден аплауз да дадем и за мојата ко-водачка на овој настан. Фала многу, Ирена. Таман сакав и јас тебе прво да ти се заблагодарам. Наредно одиме на Евровизија. Големи сонувања. Нема што да сме скромни, нели? Секако и мора да ви споделам нешто. Датумот за овој форум символички го избравме да биде на мојот роден ден. Да, денес ми е роден. Не знаевме. Така што
Ви ветувам дека ова нема да биде прв и последен форум, туку заедно со овие 3 ротаријански клубови ќе ја движиме оваа иницијатива понапред и понапред. И здравје Боже, ако имаме можност да постигнеме вакви проекти кои што ќе бидат опипливи, долгорочни и одржливи, ќе ми биде голема чест. Бидејќи ова не го правиме за нас, треба да го направиме за некој што ќе остане после нас и ако направиме модел кој што функционира, ние сме на правиот пат. Да. Ви благодарам многу. Голема договорниците. Благодарност голема договорниците што одвоија време, фокус, енергија за ова. Благодарност до гостите, сите што дојдовте и до нашите 3 клубови, што го остваривме ова, што го нафрливме како една идеја пред неколку месеци во разговор. И да има уште повеќе со резултати. И секако следува мала дружба, нормална, после овој форум. Ви благодариме за учеството и се гледаме наредна прилика.